Почитувана македонска јавност, почитувани медиуми и колеги. Денес пред нас го имаме извештајот на Европската комисија за напредокот на Република Македонија во 2022 година. Извештај како извештај не може ништо да смени, затоа што состојбата на терен зависи исклучиво од оној што ја води политиката, а тоа е владата и политичките лидери. Нивна е задачата внимателно да го прочитаат и да го анализираат она што е напишано, да оценат што итно мора да се преземе и кои се причините што досегашните препораки не се спроведе. За жал, нашата влада ги преспала препораките од извештаите и од 2020 и од 2021 година, а брзината со која Македонија ќе стане земја членка на Европската Унија зависи од посветеноста на реформи, од напредокот во областа на судството, слободата на изразување и борбата против корупцијата. Во овој извештај имаме се освен напредок, или поточно кажано, читаме мал напредок, ограничен напредок, умерен напредок, се што е далеку од напредок и уште подалеку од постигнати резултати. Просечната оценка на Република Македонија во последниот извештај изнесува 1,61, што значи дека да беше Република Македонија ученик и оваа година ќе повторуваше. Од слаба двојка во 2020 година стигнавме до незадоволителна единица. Да видиме зошто. Голема нула имаме во 5 поглавја, чиста единица имаме во 12 поглавја. И ова се многу нули и многу единици и вака не се оди напред. Во споредба со минатата година, наместо да напредуваме, назадуваме во дури 7 поглавја, а не сме се помрднале во 17 подрачја. Ова се показатели кои сведочат дека имаме голем број хронични болести и никаков импулс за реформи како држава кандидат. Извештајот бележи бројни недостатоци во владеењето, а ништо друго и не може да се очекува од самобендисаноста, дрскоста и навредите на кои сме секојдневни сведоци. Наместо на реформи, Ковачевски си го троши времето на обвинување за опозицијата. Па така, од премиер кој неколку пати објави дека добивме датум, стигнавме до премиер кој вели до 2023 година да ја видиме Македонија како рамноправна членка на Европската Унија. Нешто што одоко се гледа дека не може да биде, може би пред се заради терминот рамноправна, затоа што и од рамноправноста се одрекоа. И понатаму останува критиката за примената на брзите процедури кои ја попречуваат ефективноста на законодавството. За јавноста морам да истакнам дека владата и покрај овие предупредувања и понатаму предлага бројни закони да се носат по скратена постапка, со што се намалува времето за суштински консултативен процес со засегнатите страни. Она што постојано го критикуваме, а што се нарекува употреба на европското знаменце секаде каде што не му е местото, повторно и повторно се јавува како црна дамка и во овој извештај на Европската комисија. Европската комисија смета дека работата на парламентот е нарушена заради политичка поларизација, заради што е одложено усвојувањето на многу закони. Идентично како и пратеничката група на ВМРО-ДПМН и коалицијата, и Европската комисија предупредува дека назначувањето на судиите во Уставниот суд, членовите на Советот на јавни обвинители, членовите на Програмскиот совет на јавниот сервис и Советот на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги мора да се заснова на заслуги, а не на политичка основа. Пратеничките прашања, упатени како надзор над извршната власт, треба да се поставуваат на поредовна основа. Ова јасно ја покажува неподготвеноста и стравот на владата од дебата во собранието. Понатаму, земјата треба да го финализира реформскиот процес на системот на локалната самоуправа. Во оваа насока, Европската комисија смета дека општините се соочија со финансиски тешкотии како резултат на инфлацијата и зголемените трошоци за енергија. Исто така, забележано е дека после локалните избори и победата на опозицијата на истите, владата ги искомплицира мерките кои значат помош за општините. Сите знаеме зошто. Одговорот е 42 општини во кои на локалните избори победи ВМРО-ДПМН. Македонија е умерено подготвена во однос на реформата на јавната администрација, а во однос на спроведувањето на минатогодишните препораки имаме ограничен напредок. Испораката на услугите за граѓаните и бизнисите останува под очекувањата. Во однос на транспарентноста со која најчесто се фалите, Европската комисија забележува дека документите усвоени на владините седници не се објавуваат, а се одложува и објавувањето на годишните извештаи за работа на владата за 2020 и
2021 година. Администрацијата се уште често ги користи процедурите за трансформација на привремените вработувања во вработувања на неопределено време. Основите за отпуштања се нетранспарентни и недоволно се следат препораките од ДКСК кои се однесуваат на подобрување на процедурите за вработување во јавниот сектор. Онлайн медиумите и платформите на социјалните медиуми се главен извор на дезинформации, говор на омраза, прекршување на професионалните стандарди и прекршување на правата на интелектуална сопственост. Понатаму, она што треба сите да не загрижува е фактот дека Европската комисија смета дека не бил добро насочен сетот на фискални мерки за ограничување на негативното влијание врз економијата, а деловното опкружување бавно напредува во рационализацијата на парафискалните давачки. Тешко се справуваме со конкурентските притисоци и пазарните сили во Европската Унија. Ни недостасуваат вештини за задоволување на пазарот на трудот. Транспортот, енергетиката, инфраструктурата, отсуството на инвестиции и иновации го кочат потенцијалниот раст на земјата. Мора да се подобри диалогот помеѓу синдикатите и владата со цел да се изнајдат прифатливи решенија за надминување на предизвиците. Иновацијската активност останува ниска, односно на 0,4% од БДП. Не се издвојуваат доволно средства за истражување и иновации, кои се значително под просекот на Европската Унија. Во поглед на образованието и иновациите, Европската комисија смета дека недостатокот на финансии го попречува напредокот во реформирањето на наставните програми, заради што вештините се неусогласени. Имаме голем број на високо образовани кадри, но наставните програми не се прилагодени за да им ги обезбедат на дипломираните студенти потребните вештини за да одговорат на побарувачката на работна сила. Државната финансиска поддршка за образованието е недоволна, а координацијата меѓу образовниот сектор и бизнисите е слаба. Земјата ни е умерено подготвена и во превенцијата и борбата против корупцијата. Умерено подготвени сме и во областа на слободата на изразување. Рекламирањето од страна на државните институции и политичките партии е нетранспарентно. Приходите на повеќето медиумски работници се пониски од националната просечна плата, работните права на новинарите често се занемаруваат. Регионалната транспортна поврзаност напредува бавно. Во застој се работите на железничкиот коридор 8 до Бугарија, истече рокот за завршување на автопатот Кичево-Охрид. Националното законодавство не е целосно усогласено со Европската листа на земји чии државјани имаат виза за краток престој. Визната политика треба да се усогласи за голем број земји кои во моментов се на Европската безвизна листа, а чии државјани треба да имаат виза за влез во Македонија. И овде ќе завршам со една критика која се однесува на застапеноста на жените. Жените се далеку помалку застапени на врвот на раководни позиции и во овој дел застапеноста на жените е само 14%. Европа бара поголема реформа на правосудството и посилна борба со корупцијата. Во каква Македонија ќе живееме, зависи исклучиво од политичката одлучност на владата да се избори со бројните примери на корупција, а таква одлучност немаме ни на повидок. Затоа ни се потребни промени. Затоа оваа влада треба да стане минато и Македонија да ја предводат луѓе кои правилно и достоинствено ќе чекорат по патот до Европската Унија, за да станеме рамноправна членка во вистинска смисла на зборот. Ви благодарам.